Над 150 прегледи на болни деца викендот имале дежурните лекари на детската клиника. Поголемиот дел биле со полесни симптоми на горните дишни патишта, но неколку бебиња поради компликации задржани се на болничко лекување. Кои симптоми најчесто доминираат овој период? Значи, лесна симптоматологија во смисла на горно-респираторни инфекти, кашлица, течење од нос, црвени очи, кај некои се развива и висока телесна температура. Меѓутоа, најголем дел се третираат симптоматски, доколку има долно-респираторни симптоми во смисла на пневмонија, наод, белодробен и така натаму, се хоспитализираат и добиваат соодветен третман. Загадениот воздух деновиве според педиатрите дополнително им ја влошувал состојбата на болните деца. Секако, значи, загадувањето влијае, особено кај помалите деца. Ние ги препорачуваме тие превентивни мерки за хигиена и лична заштита, особено за школските деца кои контактираат со своите врсници во училиште. Доколку имаат симптоми на грип и состојби слични на грип, треба да останат дома за да се штитат себе си и другите луѓе и да се избегнуваат, значи, престои во градинки, во места каде има луѓе кои имаат симптоми на грип. Инаку неделно на детската клиника кај 5 до 6 дечиња изолираат грип, најчесто инфлуенца тип А. Александар Динев, Сител телевизија.